Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости, Љузин Фаризи, политички аналитичар. Добро вечер, Назим Рашиди, новинар. Благодарам. Зора Доревски, поранешен помошник министар за внатрешни работи. И Насер Селмани, новинар, двајца новинари. Одиме прво со Доревски. Аферата, скандалот со шпионирањето кај председателката Силјановска. Ниту председателката, ниту пак кабинетот денеска имаа некаков коментар за овој сериозен скандал. Премиерот Мицковски вели дека првиот човек на обвинителството за организиран криминал Ислам Албази шири, создава паника дека нешто се случувало. Тоа се шпионски талог на глодари, на поранешни председатели премиери, додава Мицковски, испраќаат анонимни дописи до обвинителството, мислам дека треба да ги заборавиме. Треба ли да се заборави ваква афера, ваков скандал? Не, напротив, ваков тип на настан е многу сериозен, бидејќи покажува сериозни институционални слабости, пред се во начинот на менаџирање со доверливата документација, со класифицираните информации. Во конкретниот случај се работи за колектирање, собирање, енкриптирање. Енкриптирањето покажува едно повисоко ниво на обработка на податоците, нивно шифрирање, што значи стануваат недостапни за сите што ја немаат лозинката, паспортот или криптокодот, и на крај складирање или одложување на информациите за некоја понатамошна употреба, дали за странска разузнавачка служба и така натаму. И сето ова од друга страна покажува за или недвосмислено упатува на еден сериозен пропуст во контролните мерки и безбедносните механизми во најчувствителните институции, во конкретниот случај кабинетот на председателот, и начинот на кој се менаџира со доверливата документација или со класифицираните информации. Добро, ќе говориме и подоцна за повеќе детали. Може и ве, Насер Селмани, околу заборавањето и штетниците, глодарите, тој шпионски талог кој е остаток од некои поранешни власти, премиери, председатели? Има само еден начин да не уверат дека таму нема ништо, да се отвори истрага, да се обвинителството да оди да ги провери фактите кои што се наведени во писмото, да се направи експертиза на техничките средства. Само така ние можеме да дојдеме до вистината. Со вакви, ова е спинување на приказната, давање правец за да не се открие што се случило тамо. Со ова премиерот не го затвара скандалот, само уште повеќе ги подгрева сомневањата. Меѓутоа, јас сакам ништо друго, сакам да се вратам назад. Мене не знаеме дали се случило или не. Тоа е работа на институциите да одат таму и да ги барат тие докази кои се потребни. Ако не ги наоѓат, ќе не известат дека нема ништо. Меѓутоа, во овој контекст неколку работи за мене се битни. Ја ќе ве вратам многу назад. 90-та година, Гордана Силјановска, кандидат за пратеник, и тврди дека, ако се сеќавате, Југославија нема да се растури, дека тоа би било штета и лудило. Преведено со друг јазик дека осамостојувањето на Македонија лудило. Кажува уште нешто друго што е уште потешко. Вика, Југославија не е настаната со комунизмот, туку има некоја праисторија. Се повикува на Караџорџева Југославија, кога Македонија беше третирана како Вардарска бановина. Ова е првиот аргумент. Вториот што сакам да го истакнам е една изразито просрпска политика на владата на Мицковски. Прва виолина ни станува Иван Стоилковиќ, вице-премиер, еден отворен експонент на српскиот свет
и блиски односи со единствена Русија на Путин. И последно, нешто што мислам дека вреди да се спомне во ова прилика е изјавата на член на Советот на безбедност во кабинетот на председателката Силјановска, тоа е Џевдет Харедини. Во една прилика, после нападите на Трамп на Америка врз Иран, вели дека Америка и Израел ќе ја изгубат контролата на тој регион, веќе нафтата нема да ја контролират американците и израелците и дека базите на американските бази веќе нема да бидат во тој регион. Ова го кажувам затоа што претходно владата имаше поинаков став за војната интервенција на американците врз цели во Иран, за да спречат теократскиот режим, диктаторски режим на ајатоласите да создаде нуклеарно оружје. Зошто ги спомнувам овие моменти? Ја ви тврдам дека кога највисоките државни функционери праќаат вакви сигнали, обичните луѓе или администраторите во администрацијата, дури јас верувам дека ако е тоа вистина што се збори по медиумите, тие луѓе не мислат дека имат направено нешто грешка. Затоа што ако Србија ни е стратешки партнер, тогаш зошто да не споделуваме такви информации со српски разузнавачи? Русија се споменува во тој контекст. Видите, ја мислам дека сепак таа комуникација иде преку Србија? Преку Србија, да. Добро. И само уште една работа, дали вие се сеќавате, одма кога станавме членка на НАТО, ние скоро 2 години немавме воено лице во штабот на НАТО во Брисел, затоа што ние предложивме еден полковник, кој што беше, за кој НАТО тврдеше дека има врска со српската разузнавачка служба. 2 години. И тоа во времето на Заев, не на ВМРО. Значи, српското влијание во Македонија е, не знам, тоа е добро утро. И кога се случуваат вакви работи, ние се чудиме. Меѓутоа има една интересна работа што мене ме охрабрува. Во овој случај, како и во претходните, значи во нашите институции има одговорни луѓе, професионалци, кои ја сакат ова земја, и покрај притисоците и непријатностите, евентуалните непријатности, ако се изложат, ако шеруваат вакви информации, знаат дека ова држава е независна држава, не е српска бановина и дека е членка на НАТО. И како членка на НАТО имаме права, затоа се чувствуваме безбедни, но имаме и обврски да не споделуваме информации со земји кои што се, ајде да не речам непријателски, ама се не многу пријателски со Северно-Атлантската алијанса. Да, добро. Ќе продолжиме. Назим Рашиди, околу скепсата на премиерот. Јас не се осеќам коментарно во овие теми, бидејќи толку е далеку од нашата реалност или мојата реалност како работа, што би сакал да знам, како сите колеги, малце повеќе што се случува и не би се вовлекол во тоа да коментирам за конкретниот случај. Единствено што можам да кажам е дека понекогаш тоа што гледаме дека не се сваќа толку сериозно што значи да си членка на НАТО и дека вакви моменти не може да поминат толку едноставно. Бидејќи од наши комуникации со дипломати, како новинари, не како нешто друго, што и ти, Билјана, знаеш и колегите знаат, е дека знаеме колку овие теми се земаат сериозно, поготово во еден момент на толку деликатна геополитичка ситуација. И мислам дека понекогаш се плашам, се надевам дека не е точно, но се плашам дека се зема со толкава наивност овој момент и дека се мислиме дека ние толку ноншалантно можеме да се однесуваме без некакви реперкусии, дека ајде таму сме сега една мала држава и сега кој со нас ќе се занимава. Во суштина да бидеш членка на НАТО е нешто многу крајно сериозно, бидејќи си дел од една алијанса која освен што е воена е и политички јака и ние се гледаме што тоа се случува и што тоа значи денеска. И малце ако си вклучен во меѓународните текови, во меѓународната политика, ќе сфатиш дека ова е најсериозното нешто можно за една држава.
Ако се враќаме во историјата или понатаму, значи нема битно нешто после независноста што и се случило на Македонија, а тоа е членството во НАТО. Но затоа овие детали стварно загрижувачки се вака како општо го кажано, не дека не постоеле, не дека немало, ево и у Британија сум читал дека имало такви ситуации, значи во сите држави можеби се случува. Загрижувачко е ако се случувало секако, сега стварно се одрекувам од се, но ако битни личности, како што се спомнуваат, нели, членови до битни луѓе што се, нели, битни функции на челото на нашата пирамида, стварно е загрижувачки, али мора да сватиме како општество, значи тоа што е битно за мене, е дека да се биде членка на НАТО не е толку едноставно. Прво, темелите на Македонија ги зацврстува, но исто така Македонија, нашата република, има одговорности, не има големи одговорности. Македонија ги разнишува и зошто премиерот Мицковски ги минимизира овие... Слушајте, тоа стварно не знам, и стварно не знам детали, најверојатно секако кој да е политичар... Зошто не верува тој дека е не, ова мислам, можно? let's be fair, што се вика, секој политичар после вако нешто би се обидел тоа да го минимизира и да каже дека имаме контрола, бидејќи не би било добро за нашата држава да излезе дека битни луѓе на чело на пирамидата наша, сега не знам нешто давале информации лево или десно. Тоа не е коректно и како да кажам, и секој од нас ако бе во таква ситуација ќе се покуша да го одбрани такво нешто, бидејќи не е ова убаво за сите, без разлика кој е на власт, кој е на опозиција. Од една држава на НАТО во еден деликатен момент во геополитичката ситуација во светот се случува, не знам, некакви информации да се излеваат. Значи тоа е окей, како да кажам, нормално дека ќе покуша тоа да го смири. Не во лоша смисла, не во лоша смисла. Цело време збориме за мојата поента е мора ние како општество да сфатиме дека да си членка на НАТО е огромна одговорност. Не само членка на НАТО, премиерот цело време збори владење на право. Не може премиерот да збори за таа работа. Ако има индикации, се знае кој е одговорен. Обвинителството, нека им дават на обвинителите, нека одат таму. Јас апсолутно се согласувам. Нека откријат. Нема работа за премиер. Немам детали, не можам општо, можам само ова како констатација, да. Само ова да го кажам. И не би сакал нашата држава, нашата република, мојата држава, мојата република да биде спомната во ваков контекст во овој момент. Како да ви кажам, тоа е бидејќи покажува о која страна сме. Ние сме општо јавно сите викаме дека сме со западот, со западната култура, со западната цивилизација и сега како нож ќе заведаме на нашите најблиски пријатели во која сакате смисла. Да, и сојузници. Добро. Ајде, Љусин Паризи. Вашиот коментар, ве молам. Првен, значи, за да коментираме, треба да имаме точни информации. Не, јас го цитирав премиерот Мицковски, може околу тоа да дадете. Да, јас ќе давам мислење, мојот став ќе се насочи на две аспекти. Првен аспект, за да правиш анализи треба да знаеш во аспект на безбедносната ситуација, односно на безбедносен аспект, и вториот момент на политички аспект. Според мене, за да бидеш односно за да го толкуваш на безбедносен аспект, треба да имаш првен афинитети за тоа, односно знаење. Јас можеби не сум експерт по тој дел, може на политичкиот дел да, на второто, но на првата тема. Кога вие ми се јавите мене на телефон, јас во меѓувреме се слушам со тројца, кои се експерти по безбедноста, исклучиво едниот работи и за НАТО. И го прашувам, во смисла да делиме мислење во тоа, дали е можно ова ситуација да се случува некој од таа структурата, кај председателот на државата, а да не забораваме дека таму е разузнавачката служба, односно агенцијата за разузнавање. Јас мислам дека на тие клучни позиции не е можно некој да влегува таму дополнително од тоа што ние сме дел од НАТО. Да било ова вистински сериозно, јас ви гарантирам дека НАТО ќе реагираше првин како организација, бидејќи
А зошто, НАТО, зошто мислите дека треба да знаеме кога реагираат? Бидејќи НАТО не е културно друштво, ниту па е невладина организација. Таа е најмощната организација војна, безбедносна и економска, дури во последен период, таа гледа директно на економската ситуација во било секоја држава која е безбедна има нормално и економски раст, но истовремено е демократска организација. Јас мислам дека веднаш тие ќе реагираат први. Ова ситуација не е вчера, не е денеска, тоа се случил пред 6, 7, 8 месеци и тоа стоело буквално прикриена. Ако е така, хипотетички, тоа зашто во оваа ситуација кога се протестира во нашата држава и ред други работи. Првото. Бидејќи сега излегал во виделина, зашто не излегал ше одма тогаш. Јас мислам дека и со експертите зборувајќи, за да можеш да вадиш ти информации од таму, треба извештај, двојно извештај и така натаму и луѓето што се таму имаат безбедносен сертификат. Пред се тие се луѓе кои ако имаат такви информации се проверени бидејќи ние сме дел од НАТО. Не е така едноставно да ги ставаш луѓето. И сега ако одиме на другиот аспект, ако група вработени поднеселе до јавното обвинителство и сега ова не е анонимна држава, ова има име да нашата држава. Тогаш ако ја сакаш државата и ако вистински треба да одиш како човек таму, бидејќи ја сакаш граѓани, дури јас мислам дека ќе беше Свиркачите не ја сакаат државата според вас? Па знаете што, јас работам во државна администрација како трудов инспектор. Знаеш колку свиркачи има кај нас, што блазе везе нема со реалната ситуација. Но секаде тоа функционира. Да, сега се функционира, но тоа треба да биде реално. Ова не е дека некој избркал од работа, па или некој се степал таму на работа, или да има мобинг таму. Туку ваделе документи од таму, тоа е многу важно. Ова е на безбедносен аспект. Сега да се вратам на политички аспект. Државната власт е еден од елементите на државата. Државната власт има три бранши, односно три делови, од која една е извршната власт, кои извршуваат кај нас две институции, тоа е владата и од друга страна председателот на државата. И сега, кој ви дозвол, знаете што е тука парадоксот? Кој е тој? Што мислиш од државната власт? Не си јасен со терминологија, извини. Државната власт? Да, што значи државната власт? Е едно од елементите на државата. Екзекутија, имаш екзекутивна власт, имаш парламентарна власт. Извини. И кој не те следам? Ако може не следам. Да, за да четири елементи има државата. Како организација. Да. Едното е територијата, Чекај за власти, чекај, не. Зборуваме за власти, нешто со терминологија. Значи, ако властите се делат во три бранши. Да, екзекутив, извршна власт и законодавна. Сега кога викаш државна власт, зашто мислиш не ми е јасно? Извршната власт сега, не ми. Замислеше за извршната власт. Ама јас мислам дека го образложив ова. Извршната власт. Не рече државна власт, затоа не те сваќам. Извршната власт. Извршна власт. Има две институции. Окей, да. Добро, сега те сватам. Владата рече државна власт, затоа се зачуди. И председател на државата. И сега, кој е тој председател на држава кој ќе му возможува на некого да работи за своите лични интереси? Или некој да го шпионира, односно да краде од страна на самиот председател, од себе си. Сега јас да поставам човек како председател на држава и некој да ми шпионира мене или да ми ги краде документите и јас да молчам. Тоа мислам дека имавме ситуација исто, слична, каде еден човек од обезбедувањето на премиерот даваше државни тајни, нели? Кај се случува, ама заврши у затвор. Добро да. Значи и овој, јас мислам нека извини малце. Нема да постои човек. Малце или погрешно се со терминологии или јас не те разбирам, ама мислам дека и колегите не те разбираат. Во ова аз мислам. Никој овде не мисли дека некој челник, било да е председател или премиер, става луѓе на позиции дека со тоа дека тие лошо нешто ќе направат. Не верувам, нема да верувам никогаш. Значи сите ние ако сме во таква позиција, чекај. Извини Насер, извини. Само да завршам. Полковникот кој што упорно владата сакаше да го прати во Брисел, на тоа не го приваѓаше. Не верувам, јас не верувам, само да завршам дека некој од челниците на оваа држава, кога ги избира блиските луѓе, ги бира со идејата дека тие ќе направат нешто лошо. Така?
Не веруваме. Не верувам. Така, во оваа да. ситуација испаѓа. Но тоа, председател на државата да, ги така. Ама ја беше. уопште ние не ја обвинуваме претседателката, не верувам. Но тоа не значи дека тие што претседателката ги одбрала нема да направат нешто лошо. И сам си го даде примерот дека имало такви примери, ако премиерот одбрал некој што верувал, бидејќи премиерот, претседателот, сите ги одбираат луѓето што веруваат дека ќе ја направат нивната работа добро. Ама еве се случило, како што даде пример, да, и тој што го одбрал да направи нешто лошо. Ние сега за овој момент зборуваме. И, мислам, ја не, стварно се одрекувам, бидејќи немам детали, но ако такво нешто се случувало, треба да функционираат институциите, како што си го даде сам примерот, да, институциите да решат дали е виновен или не. Мислам дека вакви шпионски случувања се случило ниво во светот. Да, апсолутно. Тоа го кажав и јас, секаде се случува. Јас мислам дека но не верувам дека нашите премиери или претседатели ги бираат луѓето да ги шпионираат. Целта ми е дека Не, мислам дека ја сваќаме логиката, добро. Јас мислам дека целта ми беше во тоа дека никој не е тој што ќе ги штити некого да работи против себе си. Ама не можеш тоа да се го случува, одбегнеш. да. Се случува, ти не можеш да го одбегнеш. и во Еве ние други сме земји сега на во НАТО пракса дека не во може минатите да се одбегнеш случило. некој Други дека земји ќе на направи НАТО, нешто лошо. Ако во направи, други ти земји на земаш НАТО одговорност. имаше такви шпионски афери. Јас Мислам дека овдека, Да. овдека е многу битно да ја поставиме генезата на целиот овој случај многу кратко. Значи, он започнува 2025 во декември месец, кога ноември месец, пардон, анонимна група на вработени во МВР доставуваат анонимна пријава до општинскиот јавен обвинител за организиран криминал, пошто следува интеракција од него нормална, испраќа барања за одредени проверки до Министерството за внатрешни работи, кое за прв пат, согласно оно што го слушнавме од медиумите, се огласува во март месец и кажува дека се работи за обемен екстрахиран материјал во електронска форма од уредите на кабинетот и дека истрагата и понатаму е во тек. Овдека се би се сложил и со двајцата саговорници, сосема е право дека е индикативно што една цела ваква сериозна афера, би рекол, започнува на анонимен начин со анонимна достава, меѓутоа од друга страна е и новинарскиот тандем, мислам дека е во право, кога велат дека поради можеби одредена несигурност, чувство на несигурност дека институцијата би ги заштитила и така натаму, свиркачите постапуваат исправно кога одредени вакви сензитивни или чувствителни, критични информации ги доставуваат на анонимен начин. Сакам да кажам, еве да биде појасно за гледачите, Македонија уште од незиното осамостојување, па се до денеска и верувам дека во иднина државните институции, особено кабинетите, континуирано се таргет на странски разузнавачки служби. Јас се сеќавам и на првиот случај 93 година или првиот случај регистриран од наша страна, кога во Полнек беше ФАРЕ програмата, една странска дипломатска мисија или читајте разузнавачка служба, имаше интенција да усмука од кабинетот на министерот за земјоделие податоци на кој начин се распределуваат средствата за ФАРЕ што Европската, односно оваа организација ги доставува до Македонија. Надлежните институции и овластеното лице на органите за прогонот, кога се обиде да влезе во собата на странскиот, пак ќе кажам наводници, дипломат, на петиот спрат во Holiday Inn, едноставно тој само го фрли лаптопот од прозор и го уништи доказниот материјал. Отприлика само да... Во тоа време, веројатно, не можело да се разгледа тој материјал. Автоматски се затвори случајот, бидејќи веќе нема никаков
материјален трак што може да се вештачи и така натаму. Да, На може- она ниво на сега развој може што да го се имавме, вештачат компјутери, ние, дури и да се фрлат и да се изкршат. Стварно Да. немаме многу податоци и сега зборуваме начелно. Не, добро, начелно ме интересира, Мислам, Назим. идејата треба да биде следна. Ако сме членка на НАТО, треба да бидеме екстремно предпазливи како институции, како кога се челници на институциите, како ја извршуваат функцијата, бидејќи деликатноста не важи веќе само за нашата држава, него и за целата организација каде што ние сме членка. Да. Прашањето, еве, Добро. колегата може да ни помогне. Значи, доставена е анонимно, не е против закон тоа. апсолутно. Значи, доставено е. Поминало колку? 6 месеци, повеќе. Зашто обвинителот не излегува со податоци? Обвинителството Биле, провериле, нели, разговарале со Насер луѓе. Селмани, обвинителството вели дека се уште чека докази, го обвинува МВР дека не му доставува докази од камерите. И тоа е моето прашање, Тогаш какви... значи дека МВР ја спречува поставката? Да. Не, МВР во Истрага март го се. месец се А изјаснува МВР вели дека се уште анализираме. се работи за Денеска. обемен материјал во електронска Да. форма, дека материјалот е енкриптиран, што значи многу тешко се пристапува и се обработува таков тип на материјал и дека им е потребно време. Значи не викаат не 100% дека не ги дава. Токму така, да. Да, се разбира дека... Ова е. Дуревски... Ама не ни вели дека Моето нема ништо. прашање е- Слушај, ова е стварно деликатна ситуација и можеби они никогаш нема ни да излезат во јавноста што тоа значи, бидејќи стварно би било толку, не знам, деликатно да се дознае што тоа се пренело, но затоа ние тука, толку што знаеме, може само да зборуваме врз овие елементи што ги знаеме, а тоа е малце базично, дека многу не е коректно ако вакво нешто се случува во највисоката пирамида на нашата држава. Дуревски, какви информации има кај председателката, кај председател на државата, во случајот председателката Силјановска? Според пријавата, анонимните вработени од МВР се копирале, шифрирале податоци со таен код кој требала да завршат кај странски разузнавачки служби, се спомнува Русија. Какви информации поседува председателката Силјановска? Видете, да бидеме сосема јасни, Македонија не располага, да речеме, со космички, технолошки, вселенски информации, воено-безбедносно, високо софистицирана технологија. Интересот на странските разузнавачки служби, главниот нивен продор е кон виталните државни институции со цел разоткривање на или претходно добивање информација за политички одлуки, насоки, потези, чекори што би биле превземени, правци, начин на поставување, постапување во меѓународни институции и така натаму. Секако дека кај председателката, видите, ние поврзано и со оваа материја, имаме многу прецизна легислатива, имаме закон за класифицирани информации, законот има 4 одлуки, се работи за еден извонреден документ. Класифицираните информации, законот ги дели на 4 нивоа. Државна тајна, која по дефиниција значи ако биде откриена или достапна на неовластени лица, би можела да нанесе трајни или долгорочни последици на државата. Потоа имаме службена тајна, која би можела да нанесе последици на државата во определен временски период и на крај завршува со интерна тајна. Кај председателката секако дека се наоѓаат или завршуваат класифицирани информации од највисоко ниво и овдека доколку овој настан се потврди и излезе дека се работи за вистини случај каде што е овозможен пристап на странска разузнавачка служба преку вграден агент или врбуван соработник, Се спомнува IT. секторот, службата, Да. би можела сериозно да биде загрозен имиджот или авторитетот на кабинетот, доколку се потврди вакво нешто. Јас лично мислам дека
во овој момент е пресериозно да се разговара за евентуалниот импакт. Ова што го наведе премиерот дека се работи за разузнавачки талог не е сценарио кој не треба да се разгледува, меѓутоа во таква ситуација МВР треба да излезе со јасна пресконференција или демант. Што рече господинот, ја не се сложувам, кога еден настан со ваква содржина ќе добие на димензии, на јавност, па да не речам и на сензационалност, тогаш институциите се должни да го расветлат до крај и со јасно соопштение ги кажат сите елементи. Не, јас се согласувам со ова. Не, мора да се биде Не, поентата ми беше, Да се ние биде- немаме тука информации и сега дискутираме малце... Пред 6 месеци се случува сето ова. Да, сепак, Ни ја недостасува таа одрекувам, институционална бидејќи стварно не транспарентност. знам детали, така да- Кај нас и не сум ваквиот експерт по случај тоа, така да- генерално добива ефект на размена на крошеа меѓу политичките опоненти, што не е Па се обвинува поранешни некои власти. Не велам дека премиерот верувам вели дека- СДСМ или ВМРО ДПМН. Но Било кој, не е битно. Тука проблемот Што го е гледа битно, во кој стои поранешните за тоа? власти. Не, Битно истите, е да се истите расветли ставови случајот, би ги имал, МВР да ги достави власт. податоците што ги бара обвинителството Да. и обвинителството да излезе да рече има дело, нема дело. Ако нема дело, нема дело, ќе ни каже зошто нема дело. Ако има дело, да посочи кој е тој одговорен и зошто е одговорен. Овде е многу јасно, нема потреба овде за политичка дебата. Овде е работа на МВР и на обвинителство. Да. И тие треба во најкраток можен рок да го расветлат тоа. Нема... Добро, снимките од камерите колку време се чуваат? Еве ке председателката Силјановска. Видете, Во институцијата. Снимките на камерите се под третман на Закона за заштита на лични податоци и законот предвидува период од 30 до 90 дена чување на физиолошкиот опис на една личност се рачуна како личен податок и тој треба да биде сочуван во некој период Може од би не е 30 до сочуван. 90 дена. Меѓутоа има втор момент, Добро? клучен, а тоа е капацитетот на електронско-техничкиот систем за видеонадзор. Колку серверот или хард дискот има можност да сочува, меѓутоа не верувам дека би било повеќе од 30-60, максимум нека биде 90 денови. Овдека се појави една несериозност со префрлање на топчето од кабинетот се изјаснува, камерите ги набавил СОЗР, побарајте ги од нив. СОЗР вика, ние немаме ништо со снимките, побарајте од МВР. МВР вика, со снимките менаџира кабинетот. Ама ова е сериозен пристап? Добро, се, не би можел да го коментирам тоа. Да. Ама, сосема јасно за пристапот. Видете, безбедноста на кабинетот, готово на председателот или трите клучни кабинети во државата, е витално прашање од аспект на безбедност и тука се применуваат три видови на безбедносни мерки. Ги имаме физичко-техничките безбедносни мерки, ги имаме процедуралните мерки и ги имаме cyber security мерките заштита на електронските податоци. Сите овие мерки една со друга се надополнуваат. Дали функционираат, доколку овој систем, доколку овој случај се покаже како вистинит, тогаш ќе се покажат и Евидентно сериозни е. слабости во Да. Ерозија целосна во кабинетот. институционалната безбедност. Поготово овдека недостасуваат оние мерки на процедурална безбедност, каде што во правила се пропишани начините на постапување со доверливата документација на вработените во кабинетот. Се сеќавам во почетокот на... Мораме да одиме со реклами, Доревски, и ќе продолжиме. Извинете што ве прекинувам. Останете со нас. Да, се враќаме во анализа. Доревски, говоревте за примери во светот дека се е можно, најмногу е можна шпионажата, но таа и се казнува конечно. Во Македонија од 5 години казната е до Шпионажата 15. е тешко кривично дело, Да. казните се прилично високи, меѓутоа овдека е уште поважно да биде попречена. Се сеќавам во
почетокот на 90-тите години, во средината на 90-тите години, во МВР имавме едно упатство за работа, тогаш се уште ги немаше овие модерни термини на СОП, например, стандардна оперативна процедура. Тогаш работевме со упатства и со правилници. Имавме едно упатство за оперативна и контраразузнавачка заштита на кабинетите. И можам да кажам дека во тој период, во такви околности, функционираше безпрекорно и се базираше многу повеќе на превентивните мерки, што значеше темелна проверка и претходна оперативна обработка на сите членови на кабинетот или оние што ќе бидат вработени во кабинетот. Со развојот на демократските процеси, што би рекле хрватите убина со ова демокрација, со развојот на демократските процеси, тоа упатство веќе беше, да не речам, морално и оперативно надминато, бидејќи секоја нова гарнитура носеше нов тим и фактички превентивните мерки на проверки, на контроли, на оперативни обработки веќе нема сврха, бидејќи веќе беше поставена постава. Велите дека немаат безбедносни сертификати во кабинетот кај председателката Силјановска? Мислам дека голем број немаат безбедносни сертификати, а тоа значи дека ја немаат завршена и безбедносната обука, немаат развиена лична култура за собствена безбедност. При тоа не зборувам за оваа постава, зборувам генерално со години наназад, и дека кај нас е тоа многу на ниско ниво. Класичен разузнавачки напад беше и она што му се случи на премиерот Заев, директно јавување од странство, па он влегува во некоја комуникација. Истите тие, ја би ги нарекол и комендијанти, они пробаат да се јават и на Меркел и на Макрон, но воопшто немаа шанса да стапат во контакт со него. Кај нас оваа безбедносна култура или безбедносна оваква е на многу на ниско ниво. Поскромно ниво. Сакам еден коментар во врска со ова што го збори господинот, проверката. Имаше еден предавач на времето, дојде од Америка и на времето го еден од америчките председатели го именувал за советник. Го дава името и таму и службите велат мора да провериме. Провериле и кога бил во студент останал должен за некоја неплатена кирија. И му се јавуваат, викаат, господине, мора ви прво да го подмирите долгот што ви е оставено тамо, за да можете да бидете советник на председателот. Значи, кај нас, кога министри, председатели, не знам, директори доаѓаат во некоја, заземат некоја функција, речи си и да нема, како се вика, проверка. Кои се луѓето? Пошто се смета дека тоа се луѓе од доверба на председател, од доверба на министерот, нема што да се провери. А усари токму тие треба да се проверат. Сите без исклучок. Ако не помине безбедносна контрола, тој не може да би работи во кабинет кај нас. И ова што вие го поставивте едно прашање, ама ние не успеавме да одговориме. Што е тоа интересно што таа разузнавачка служба би била заинтересирана да ги најде? Какви информации? Па тоа е безбедноста, председателот на државата е врховен командант. Значи, за нашата одбрана. Не само тоа, него ние како земја членка, нашата војска комуницира и со НАТО и со други членки на НАТО и таму има сензитивни информации. Веројатно тоа е дел од интересот да се влезе таму и второ политичкиот контекст. Да. Председателот е, ние велиме, англиска кралица, сепак не е англиска кралица председателот кај нас. Има сериозни надлежности и во одбраната и во надворешната политика. И сега ние знаеме која ни е најголемиот проблем, еве ова со закочените евроатлантски интеграции, веројатно таа служба сака да види каква дискусија се води зад завесата за да може да такви информации да делува нормално на начин кој што ќе бидат во интерес на таа земја, а не на земјата која што е објект на обработка. Добро, имаме уште 15 минути, ајде Љузим Фаризи, премиерот Мицковски, што рече за студентските протести? Дека треба да полагаат
оние протести за полагање на албански правосуден испит, вели дека тоа се правници кои се борат за правда, а во исто време го кршат законот, закон за знамења, закон за химна, устав и така натаму. Вели дека до Венецијанската комисија ќе биде испратено законското решение. Што велите вие? Го кршат ли овие млади луѓе кои се борат да говорат на својот мајчин јазик, да полагаат на својот мајчин јазик, претходно учеле на својот мајчин јазик албански? Први, мора да кажеме дека првото протест и вториот протест има огромна разлика. Првиот протест беше во смисла на тоа дека барат да биде правосудниот испит, да може да го полагат истите и на мајчин јазик, врз основа на тоа дека имат завршено факултети на мајчин јазик и исто така сакаат да го прават на мајчин јазик. Но вториот протест буквално нема врска со првиот протест, бидејќи и самите студенти односно изјавија дека во текот како помеѓу првиот и пред да се одржи вториот протест, тие виделе дека има проблеми односно има и други проблеми во смисла на примена на албанскиот јазик во институциите, за да може да се полагат и други испити кои се поврзани со дејноста кој може да ја врши еден студент кога ќе заврши факултетот, не значи правен факултет, тури и другите факултети. Знаете што во минатото можеби според мене било многу полесно да се направи, односно да се положи и на мајчин јазик, односно на албански јазик, тука ми е зборот, освен на македонскиот јазик, и на другите можеби националности кои завршат на друг јазик, односно на мајчин јазик. Мислам дека освен албански и македонски, не знам дали некој друг може односно врши на негов мајчин јазик, но знаете што е тоа било во минатото. Кај нас знаеш дека правосудниот испит се полагаше на електронски начин. Јас мислам дека тоа би бил единствениот начин за да може да го полагаш и на албански јазик. Вака, за да може да се полага сега како е, односно во насока на тоа дека ние треба да имаме во смисла комисија, нели има таму која е составена од македонци, од албанци, тоа значи дека секој македонец што треба да биде таму треба да го знае албанскиот јазик, нели е така? Да. Но што ако пример еден од членот на комисијата, е од судот, нели? Односно председател на судот како е таму комисијата. Се извинувам, да завршим па после. Значи ние треба да правиме, мораме да дозволиме да го заврши. Може да полагат или не може да полагат, тоа е клучното прашање. Дали има закон, дали има устав? Нека заврши. Мислам дека треба извини. Јас никого не прекинав. И тука не е пазар муабети да барем џидлински муабети тука. Ние сме да бидеме ефикасни. Јас сум правник и мислам дека треба да ме почитувате, докато јас ве почитувам ова. Апсолутно. Мојот став е од почеток. Од првиот протест беше ние мора да најдеме решение каде можеби бидејќи знаете што е најчудно тука кај нас. Најчудно е тоа што кај нас тие министрите била албанци, 7-8 министри, ниту едниот па не го направил на А што е тоа битно сега? А што е битно сега па да се Затоа што сега се бара. А сега се брал. А кој го бара сега? Студентите. А тогаш студенти немал? Па ја не знам дека барале тогаш. Ако барале веројатно ќе се покренало. А знаете зошто не барале? Не, знаете зошто не барале? Не, бе, јас не излегле на улица. Не, бе, јас ви кажам зошто го барале. Ја не знам дека Дајде нека заврши. Знаете зошто не го барат? Бидејќи порано многу беше лесно. Идеш во партиски штаб, ти ја дават, одеш, те полагаш, не е важно дали македонски, дали знаеш, не знаеш, ти ја дават потврдата. Сега се смениле правилата, треба да имаш знаење и сега не можеш да го полиш, нормално дека го бараш. А добро, ти мислиш дека овие студенти бараат да ги дава, да го пред да го Не, чекај, ова е сериозно обвинување. Ова е сериозно обвинување. Дечките се фантастични, добри, едуцирани. Ти ова сега што го кажуваш, викаш дека они сакаат да положат на албански само за да им биде полесно и за да можат. Не, тоа не е вистина. Никој во еден вокабулар кај албанскиот дел не постои ваков наратив.
Постои наративот дека образованието треба да биде малце повисоко, дека квалитетот треба да расте, дека тој правосуден испит треба да биде од највисок ранг. Јас како граѓанин, јас ти гарантирам, јас како граѓанин сакам идните правници, адвокати и било кој да бидат од највисок ранг. Тоа не е уопшто уопште дилема. Не, бидејќи кажа дека сака сега на албански за да може да поминат полесно, за да може да го поминат. Па пред иста комисија ќе полагаш. Не е коректно кон младите луѓе ова да Ајде Фариз, ајде уште еднаш ве молам. Мислам дека вие сега да се обидувате двајцата да ме чуеме од тебе дали според устав тие луѓе имаат право тоа да го барат и второ дали според закон нивното барање е законски. Тоа е или не е? Се што е законски и уставно ќе му се дозвола на нив да полагат. Е или не? Па јас не знам сега треба како ти рече управник? Вие треба да одите, бидејќи очигледно ги браните нивните ставови, да ги прашате министрите, вие сте новинари, да ги викате тие министрите и да ги прашате. И да го прашате зашто он не дозволи. Па премиерот вели дека сите министри и министри да го прашав. Има правен факултет. Го прашав во интервју, го прашав, гледај го положил на македонски. Зошто го прашав? Јас го прашав. Затоа викам, ваков наратив не е коректен, мислам кон студентите не е коректен. И не е коректен кон мене и кон другите новинари да се ставиме у политички контекст. Ова мене воопшто не ме интересира која партија, ама воопшто не ме интересира. Како да ти кажам, и ти ме знаеш многу долго и сите ме знаете колку сум бил коректен. Јас Талат Џафери го имав после толку години на интервју и го прашав токму ова прашање. Зошто синот твој го положил на македонски и кажа дека во тоа време немаше можности. Одговорот е негов, не го бранам, дека во тоа време немало законски можности неговиот син да положи на албански. Сега има. Ова е неговиот одговор. Значи сме ги прашале и него, и другите министри со ред сум ги прашал, и ги прашам и овие министри со ред. Кој го носел законот? Ова постава или минатата? Не, минатата постава. И претходната. Да, претходната. Законот за јазици, колега, законот за јазици го имаат гласено и Африм Гаши, и Изет Миџити, и Зекирија Ибраими. Слушайте, тоа се луѓе сега да го кажам. Но не ми дозволите. Јас сум имал еден став јавно. Не, добро, Јас си кажам како едно од елементите за да може да ги подгреат студентите. Ме извинете. За иднината да говориме, не да говориме за претходните власти. За претходните власти говоревме и во шпионската афера. Може ли сега да говориме? Ќе ми дозволите. Кој е вашиот став? Ќе ми дозволите мене. Да. Моето мислење, односно мојот став, и во минатото било јавно во дали треба на тие студенти, млади луѓе да им се дозволи да ако сакат да полагат, да. Мене ми е спорно само комисијата. Добро. Ние треба да го вратиме стариот систем. Кој мислите, кој е најдоброто решение за комисијата? Моето мислење дека треба да им се овозможи на студентите да полагат и на мајчин јазик, но треба да го најдеме модулот како треба, бидејќи ние сме унитарна држава, да не забораваме. Ние не можеме паралелно да правиме моето мислење дека треба да го вратиме на електронски пат. Добро. Да биде на албански јазик, пошто тоа е полесно, поефикасно во смисла на менаџирање, поефикасно и помалце ќе кошта финансиски, бидејќи за да може да полага секој сега треба преведувач да носиме таму, па да преведува, па добро преведува. Добро нека преведуваат. Добро, ако е електронски комисијата, како... Бидејќи утре дента ќе испаде дека нема пари за да го полага и пак ќе имаме проблеми. Вака електронски, моето мислење. Како комисијата ќе види како одговорила? Комисијата, знаете зошто? Пошто на крај ти стискаш таму ќе пристиснаш и тоа ти кажа автоматски како административен службеник кога полагаш и се знае да тоа е сертификат. Имаше таква опција. Ако ми дозволите. Но знаете што ќе биде проблемот утре? Кој ќе биде проблемот? Утре дента ти ќе одиш во академија за суди и јавни онители. И таму како ќе влегуваш? Добро. Треба да знаеш македонски јазик. Ти ако школувањето се извини. Извини, вака да те прашам. Албанскиот дали е официјален јазик? Кај работиш, извини? Во трудова инспекција. Мислиш дека твојот македонски е 100% добар? Еве ја као албанец до сега видов дека 5 пати сгреши. Јас? Да. Може би. Да. И сега и што правиме сега? Како можеш ти да работиш во таква институција без да знаеш перфектно македонски? Кога јас знам, па имаш другите паште не зборуваат ич. Да, но не зборуваме за тоа. Слушајте, сите студенти поред ми кажаа,
од тоа што ова ви кажувам, Абе, не е од спомнато. новинарски. Не е проблем они да научат македонски. Никогаш не рекле дека не сакаат да учат македонски. Поготово ако станат адвокати, они влегуваат во пазар, во трудов, како се вика, во пазарен труд, да, каде што без никој нема да ги ангажира ако не знаат македонски. Значи, ова тема воопшто нема смисла со тоа дали треба или не треба да знаеме македонски. Јас сум албанец, знам македонски и ми е привилегија што знам повеќе јазици. Се осеќам супериорен кон сите други, бидејќи зборувам 5 јазици, ме прави поинтелигентен и се поред. И сите тие млади луѓе што ги сретав, тоа го размислуваат, дека ќе бидат подобри, по-јаки и сето тоа. Ова не е воопшто проблем дали треба да знаат македонски или не. Проблемот е, они викаат, во нивното знаење, еве ќе ви кажам и друг пример. Имав исто така емисија со студенти, каде што зедов девојка која студира во правен факултет на македонски, која е албанка. И она ми рече, ќе ми биде многу потешко, иако сум албанка, правосудниот испит да го дадам на албански. Зошто ја кажав? Бидејќи вика се што сум учел сега е на македонски. Значи ние имаме реалности тука во нашата република каде што студенти албанци студираат и на македонски. Тоа не е проблем на јазикот. Луѓе, проблемот што они викаат дека ќе ни биде тешко. Ако они имаат проблеми со јазикот понатаму, се согласувам, ќе влезат во курс, дули самите ми рекле нека има понатаму при вработување и тест за какво ниво на македонски имаат. Никој во Македонија како албанец не мисли, ако сака да работи во институции, да не го знае македонскиот јазик. Ја тоа не сум го слушнал. Дури и сме имале случаеви каде што не го знаат толку добро, со тек на време го учат. Ова е и малце по-либерално да ја земеме, да ги сватиме работите. Ние тука сме заедно, живееме заедно и мора да ги знаеме јазиците. Доминантен јазик е македонскиот, тоа сите го знаат, сите го прифаќаат. Во случајот се работи за интерпретација. И стварно воопшто немам никаква намера да влезам во кокетирањето на политичките партии. Нема интерпретација. За уставот вели дека и албанскиот, односно јазик различен од македонскиот што го зборува 20%, е исто така официјален. Точка, нема интерпретација. Каква интерпретација? Закон за употреба на јазици, членот 23, кажуваш што може, што не може. Меѓутоа, ја мислам, ја не би влегол во тоа правно толкување, затоа што не сум правник и можеби ќе грешам. Меѓутоа, ја ова прашање го гледам од политички аспект, затоа што цел живот сум работел како политички аналитичар. Ја знам дека во Македонија прашањето албански јазик, албанско знаме, албанско образование, знаеш кој го актуализира? Само оние кои што ќе заглават и не знаат што да прават со власта. Вратете го филмот назад. И тој не е македонски наратив. Тој е српски наратив. Од 81 година српската политика Македонија ја има искористено како полигон за тестирање на нивната политика кон албанците. И тука има македонци, за жал, и албанци има. Не е фер да речеме дека само има македонци. Не се многу, ама се добро распоредени, изгледано, наследено од бивша Југославија, кои што ги користат тие елементи за да сеат раздор меѓу македонци и албанци. Затоа што само така, со скарани македонци и албанци, Србија може да влие во Македонија. Значи, зошто би влијал тука Србија? Ако ние добро се слагаме и немаме проблеми. Ја ова прашање го гледам од еден друг аспект. Српски свет, Стоилковиќ приказни, Забрњак, не знам, сега најновото што беше, доаѓа Вучич тука. Замислете вие да дојде некој, и да не речам албанец, да дојде грк тука, некој грчки политичар и да организира митинг за подршка на Мицотакис. Што ќе биде? Вучич во Куманово ни организира протест, митинг за подршка на Вучич. Што е ова? Србија ли ова? Или Македонија? Да. Ова е проблемот. Да. Не е проблем албански јазик, албанско знаме, нема врска. Ова нарацијата се враќа старата нарација. Денеска се консултирав со правници, најискрено ви кажувам, бидејќи ова проблематика од правен аспект и јас сакам да ја знам како новинар, врвни правници на оваа држава,
за да сватам и јас што тоа значи праведно за оваа проблематика. И еден од правниците ми кажа, само малце треба... Вие добро сте се консултирале пред да дојдете со правници? Не, случајно беше. Нема врска, ама зошто да не? Ние сме новинари, не сакам јас да кажам работи што не ги сакам. Врвни правници кои ги консултира и влада. Оваа влада, значи, кои ги консултира за повеќе законски решенија. На кратко викаат дека за овие проблеми во нашата мултиетничка реалност треба малце толеранција на начинот како да се пристапи. И бидејќи Луцим ја спомна комисијата, он рече доволно е во комисијата ако некој не е албанец, или да се има преведувач, или ако не зборува многу добро македонски, ако во комисијата има албанци, тој албанскиот што е во комисија ќе може да најде. Значи секогаш има начини, не поентата е следна. Секогаш има начини, во тоа ќе дојдам. Секогаш има начин како да се најде. Нашиот проблем почна кога политичарите дадоа изјави кои беа крајни, со крајности. Или вака, или така. Во нашата реалност, каде што сме малце вака по-мултиетнички, сите треба да сме малце по-либерални, по-прифатливи за некои работи. За толку малце треба решение. Ама ние сакаме во секоја цена политички поени да добиваме. И во ова, кога го кажувам, мене воопшто не ме интересира дали е таа партија или таа партија. Моето мислење го кажав уште еднаш, тоа значи сите се враќате на тоа дека ние мора да најдеме начин, но начинот треба да имајќи предвид дека сите политички партии во нашата држава позитивно сака да го решат, односно овој проблем. Некој го кажува технички, некој го кажува правен дека Венецијанската комисија ќе биде ќе го има последниот. Извини, ама дали сме ги читале што вика Венецијанската комисија? Е консултативен орган. Обврска имаме од Уставен суд да го каже, ама Венецијанска комисија е консултативна. И тоа уште 2 години. Венецијанска комисија во сите тие колку што јас разбирам, ќе се повлечам бидејќи не сум правник, никогаш не вика немојте такви закони, него они анализираат дали законот што се го донеле може или колку тешко е да се имплементира. И секогаш дава сугестии. И добро дојдени се, ама ние сами ќе ги решиме кои се најдобрите решенија тука за сам. Никој постојано се повикува на Венецијанската. ама Венецијанската и македонските политичари. Билјана, ти знаеш кога Венецијанската комисија викаше за лустрацијата дека не треба да се лустрираат мртви луѓе, кажа Венецијанската лустрија, па повторно се лустрираш. Значи ти ако сакаш, тој одговара, ги земаш како сакаш сега. Венецијанската комисија. All due respect со сите правници таму, ама Ама лошо ќе направи. Да, на крај. Македонија ќе влезе во еден друг круг од кој што нема да излезе така едноставно. Благодарам што бевте гости. Благодарам. Благодарам и ние. Благодарам. Пријатно.